Информациите на веб страниците на дел од институциите, општините и министерствата на владата ретко се обновуваат со најнови податоци. Они информации кои ги има се тешко разбирливи, дури и за новинарите. За одговор од надлежните некогаш се чека и по месец ден, а голем број од институциите има дури ограничено ниво на транспарентност, особено во делот на годишните финансиски пресметки, но и во ставките за тоа колку трошат функционерите. Зошто институциите знаат да го заобиколуваат законот за слободен пристап до информации, кои се најнетранспарентните органи за граѓаните, но и како да се подобрат и почитува принципот на транспарентност од надлежните, се дилемите кои што се актуелни периодов во јавноста. Доколку обичен граѓанин посака да види колку трошат владините функционери за своите службени патувања, авиобилети или пак деловни ручеци, тоа засега за жал нема да може да го стори. Тоа е така, бидејќи оваа влада не ги објавила податоците за своите и за трошоците на министерствата и на највисоките функционери, како премиерот, министрите, нивните заменици и државните секретари. Алатката за отчетност за трошоците на носителите на јавните функции, која промовираше предходниот премиер Зоран Заев уште во 2018 година како дел од тогашните заложби за поголема транспарентност, не е обновена повеќе од една година. Тоа практично значи дека нема ниту една информација колкави се трошоците на новиот премиер Димитар Ковачевски и на неговите министри. Националниот координатор за одговорно владење и транспарентност во владата Роберт Поповски вели дека е запознаен со случајот за алатката за транспарентност. Да, јас се заинтересирав што се случува. Видете, за тоа има и објективни и субјективни причини. Објективните се бидејќи има нова политичка гарнитура, тешка состојба, тешки проблеми за решавање. Ги спомнавме кризите кои што се доминантни, луѓето се фокусирани. Заради кризите, екстремно намален обем на трошења кој што ги опфаќа алатката и сето тоа веројатно предизвикало спорост во објавување на податоците, но како и да е. Тоа веднаш мора да се коригира. Мојата информација е дека веќе, кога ќе емитувате емисија, веќе објавен извештај од септември-ноември 2021 година, а интензивно се работи на извештајот ноември 2021 до денешен ден, кој ќе биде објавен на почетокот од нидната година, бидејќи треба да се соберат податоци. Како и да е, се случил некаков застој, велам, имало и објективни и субјективни причини, меѓутоа тоа мора да се надмине, бидејќи алатката не само што треба да биде функционална, таа во стратегијата за транспарентност е вметната дека треба да биде надградена и проширена. И не само таа, многу други сегменти. Поповски прецизно ги посочува каде се пропустите зошто не е ажурирана алатката за отчетност. Е потребна унифицираност на веб страните на сите институции, не само на министерствата. Тоа беше и дел од концептот за дигитализација, кој што треба да ги опфати сите. Мислам дека и тука има заради состојбиве што се случуваат некакво успорување во активностите, но како и да е. Мора да има унифицираност и не сме да има такви елементарни пропусти со овие доколку се случуваат. Но не само ова. Сите министерства, сите институции презеле обврска да објавуваат 22 клучни документи за граѓаните и тоа го прават. Што значи многу работи се направени и се нотирани и во домашните извештаи и во меѓународните, но ние мораме многу напред да одиме. Мене воопшто не ме задоволува само првото место во споредба со 4 влади од регионот. Македонија има потреба да ја штити демократијата. Од друга страна, пак Поповски уверува дека според регионалниот индекс за отвореност, спроведуван во 4 држави, Северна Македонија е најдобро рангирана. Станува збор за индексот за транспарентност на владата на Република Северна Македонија. Мене ми е особено задоволство што 4-та година поред владата е на прво место во споредба со овие 4 држави во регионот. Само да се подсетиме, 2017 година, кога завршија владите на Никола Груевски, бевме последни. Индексот на отвореност на владата е 82,7%, министерствата се близко до 60%, собранието е над 70 некои проценти и тоа е навистина еден многу добар показател, задоволувачки резултат со оглед на тоа што веќе трета година живееме во една исклучително тешка ситуација, во континуитет сериозни кризи. Прво ковид пандемијата, сега се тоа што значи воена агресија на Русија врз Украина и сите последици што ги имаме и економски и социјални и секакви. И мислам дека овие резултати се повеќе од задоволувачки, но во секој случај
никогаш не можеме да бидеме задоволни до крај, затоа што сепак станува збор само за истражување која што ја третира владата и институциите. Во општеството има многу чинители кои што имаат обврска да бидат отворени кон граѓаните. Јас сум убеден дека додека немаме општествен консензус за тоа дека транспарентност и отвореност е број еден обврска на секој носител на јавна функција или на секој човек што извршува некаква одговорна задача во државата, имаме проблем во разбирање на нештата. 25 минути се обрати до владата и праша зошто и по цела година се уште не ажурирана оваа алатка, но и колкави се трошоците на премиерот Ковачевски и вице-премиерот Бојан Маричиќ во последните 6 месеци од службените патувања. И по една недела чекање не ни одговорија од владата на нашите прашања. Дека има сериозен проблем со транспарентноста на институциите, особено кога станува збор во трошењето на финансиите на функционерите, посочува и Маја Јовановска, долгогодишна новинарка и истражувач во ИРЛ. Многу ме иритира кога оваа власт која што е веќе 5 години и кога ќе побараме некоја информација ние како новинари, кога не ни ја даваат и кога сме револтирани и ги критикуваме и велат ама како беше пред 5 години, ако направиме споредба. И верувам дека ниту еден новинар во оваа држава, можеби повеќето, не сакаме да се споредуваме со едно недемократско општество како што беше пред 5 години. Сепак оваа влада промовираше други стандарди и вредности. Меѓутоа критиките дека е нетранспарентна се оправдани и тоа веќе приложаме факти. Како новинари, сведоци, како медиуми сме дека сме бомбардирани од вести, настани, во кои што главни ликови се политичарите и тие можам слободно да кажам дека се најголемите инфлуенсери во оваа држава. Ностоп гледаме на социјалните мрежи спонзорирани постови, отвориле чешмичка, па дале изјава, биле на промоција со деца се сликаат, дури ги злоупотребуваат за собствена кампања и тоа за работи за кои што ние како граѓани ги плаќаме. Значи тоа има работа и навидум создаваат впечаток во јавноста дека се транспарентни. Јовановска објаснува како институциите умешно го заобиколуваат законот за слободен пристап до информациите. Нас ни е фокусот истражувачкото новинарство и купаме подлабоко во приказните, во информациите и многу често ја користиме оваа алатка, бидејќи согласно законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, бидејќи бараме информации кои што не се јавно достапни. И сега многу често наидуваме на зид и отпор, бидејќи она што ќе го објават, што ќе го споделат дневно информативните медиуми, ние во тој момент купаме подлабоко во приказната и бараме одговори. И кога бараме такви одговори, бидејќи во тој момент тие се сензитивни информации кои што владата не сака да ги сподели, а најчесто се поврзани со пари, односно со пари од буџетот. И почнува тука една долга и мачна процедура, значи според законот за слободен пристап, 20 дена е рокот кој што институцијата треба да го даде одговорот. Морам да кажам дека има напредок во однос на користењето на оваа алатка, односно овој закон, оваа можност некоја не е само за новинарите, туку и за граѓаните. Значи секој може да ја користи. Во смисла дека секоја институција има човек задолжен за слободен пристап, кој ќе го отвориш сајтот, го наоѓаш човекот, има телефон, можеш да го исконтактираш и поучени од лошото искуство, бидејќи секогаш не остава да го чекаме тој рок од 20 дена, јас обично се јавувам, ви пратив мејл или ве молам повратен мејл дека сте ја добиле, па ќе се јавам, ќе замолам, ве молам да не го чекам рокот од 20 дена, бидејќи сепак ова е информација која што треба има јавен интерес, треба да се објави. Меѓутоа тоа се е така на добрата волја на тој од другата страна. 25 минути успеа да дојде и до последниот извештај за транспарентност на државните институции за 2022 година, подготвен од Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. Во табелата на извештајот за транспарентност и отчетност на дното од листата, во давањето на информации, најкатастрофално е Министерството за политички системи на Артан Групи, но и Агенцијата за разузнавање. Како институции со средно ниво на транспарентност се оценети Правда, Бирото за јавни набавки, Министерството за здравство и Државниот градежен инспекторат. Во исто време, институции со високо ниво на транспарентност е Одбрана и Министерството за шумарство.
Нетранспарентни институции е второто име на корупцијата. Последните оценки на американската амбасадорка и генерално на меѓународната заедница упатуваат дека Македонија е длабоко забраздена во корупцијата. Господјо Бојчева, што вели законот за слободен пристап на информации? Како се должни институциите да доставуваат информации и до новинарите и до граѓаните? Дали мора да пополнуваат специјален образец, документи или наједноставниот начин може да се одбере преку мејл, вашата мејл адреса, односно адресата на институциите, за да биде добиен одговор на транспарентен начин? Согласно Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, институциите, односно да го искористам законскиот термин, имателите на информациите се обврзани на реактивна и проактивна транспарентност. Реактивната транспарентност значи постапување по добиено барање за слободен пристап до информација од јавен карактер. При тоа постапувањето треба да биде согласно Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и Законот за општа управна постапка. Додека проактивната транспарентност значи институциите, имателите на информациите сами активно, редовно да ги ажурираат своите податоци. Реактивната транспарентност значи постапување, рековме, по добиено барање. Барањето може да го поднесе секој физичко и правно лице од државата и од странство. При тоа, образецот кој што агенцијата го донесува во форма на правилник како образец, чисто користи на граѓаните за полесно да се снаоѓаат. Меѓутоа, законот ја дозволува можноста барањата да се поднесуваат и на обична електронска порака со имејл. Само треба да ги содржи тие неколку елементи, како што е да се повика дека се работи за барање за слободен пристап, значи да се повика на Законот за слободен пристап, да се стави, да се назначи наглас името и презимето на барателот, негови контакт податоци, како сака да ја бара, да ја добие бараната информација и секако нели како на кој начин да му се достави информацијата, дали сака по пошта, дали сака да му биде електронски доставена и така натаму. Барателите имаат секако и право на увид согласно Законот за општа управна постапка во предмети. Ние минатата недела се слушнавме кога правев емисија за работата на владата, за транспарентност, за коруптивност и така натаму. И проблемот настана со службата за заеднички општи работи кои одбиваат да ми достават информации преку мејл. Мораше да има комуникација со вас, да вие да им објасните дека може и преку мејл, не мора, преку мејл адресата, не мора со образец. На крајот на денот им беше така доставено, иако велеа дека законот не вели така, дека начинот не е мејл адреса да се служиме ние, новинарите или граѓаните со мејл адреса. Апсолутно. Посебно во периодот на ковид кризата, која што нели минатите првите 2 години од функционирање на агенцијата нели беше светска пандемија, ние буквално сите жалби веќе, па можеби околу 90% од жалбите ги добиваме по електронски пат, па 10% дали остануваат по пошта што ги добиваме. Така да електронската комуникација, самиот Закон за слободен пристап не само што ја дозволува, туку и ја поддржува и охрабрува и поттикнува. Апсолутно. Самиот барател во барањето треба да си назначи како е бара да ја добие информацијата, дали електронски реков, дали по пошта и така натаму. Какви жалби добивате? Споменавте дека добивате жалби. Значи, доколку барателот на информацијата не ја добие бараната информација во целост, или ја добие делумно, или воопшто не ја добие, во тој случај има право на жалба. Значи, секој имател на информација е должен во рок од 20 дена, најдоцна во рок од 20 дена, законот вели веднаш, но крајниот рок е 20 дена, да ја достави на барателот бараната информација. Доколку не ја добие информацијата во рокот од тие 20 дена или ја добие делумно, во тој случај во следниот рок од 15 дена има право на жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, која меѓу другите нели своји надлежности ја има надлежноста да одлучува по жалби како второстепен орган за одлучување за овозможување и заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер. Така, колку жалби имате, добивате месечно или во годишно? Годишно за време на вашиот мандат, годишно? Значи
Значи, во изминатите 2 години, зборувам 2021, таа бројка, како и сите изминати години, од законот, првиот закон е донесен во 2006, комисијата е формирана, значи, истата година, таа бројка се движела меѓу 750 и 800 жалби во годината. Морам да се пофалам дека оваа 2022 година досега имаме добиено 317 жалби, што е значи помалку од половина од, например, минатогодишната бројка, кога беше 798 жалби. Новинари се жалат, граѓани, како е таа бројка? Законот најмногу го користат пред се невладините организации, тоа си останува, мислам, констатација која што се низ годините не се менува, дека најчесто законот го користат невладиниот сектор. Да, имаме и физички лица и секако новинари. Новинарите ги препознаваме доколку во самите барање наведуваат дека се новинари. Меѓутоа, може да е обично физичко лице и да не го наведи во својство на физичко лице да е побара информацијата, не мора да се представи дека е новинар. Добро, кога говориме дека практично не знаат институциите, владата, министерствата, дека може наједноставниот пат да се одбере, а тоа е на интернет, преку мејл адресата да се побара информација, им правите ли обуки на владините институции, на државните генерално? Значи, реков дека постигнавме добри резултати на реактивната транспарентност, во делот на реактивна транспарентност. Во годината која што ни следи, активностите и проектите кои што ги бараме, најверојатно ќе ги добиеме, се надевам дека ќе ги добиеме, ќе бидат наработени на проактивната транспарентност. Ние од почеток, од средината на 2020 година започнавме со редовни обуки, па еве како илустрација за минатата година, тоа не е содржано во годишниот извештај, сме поканиле 592 институции. На обуките се јавиле 237 институции. За жал, бројката е многу мала. Настојуваме што повеќе да поканиме за да формираме една нормална група за работа, значи ние сме држале обуки за 4-5 слушатели. Понатаму, со проектот, со ИПА 2 проектот, организиравме 4 работилници за граѓани. Значи ги обучувате да се вклучиме дека има обука. Апсолутно, да. Зошто тогаш не знаат институциите како треба да бидат транспарентни? Јас мислам дека повеќе не се работи за незнаење, туку за несакање. Ние покрај обуките подготвивме и многу материјали за проактивната транспарентност, кои што ги доставивме во електронска форма на сите иматели на информации кои што се запишани во нашата листа на иматели на информации електронски. Понатаму видеоматеријали подготвуваме, обуки, водевме и многу прекршочни постапки против службените лица. Сето тоа доведе до овие резултати во делот на реактивната транспарентност. Во делот на проактивната транспарентност, што туку го завршивме мониторингот на 140 институции и наодите од мониторингот покажуваат различна слика. Значи, бројката на процентот на институции кои што се повеќе проактивно расте. Значи, оваа година имаме 25 институции кои имаат висок степен на транспарентност, 56 се со средно ниво на транспарентност, 29 со ниско и 9 се со многу ниско ниво. Кои се тие со ниско ниво? Извештајот ќе биде објавен на нашата веб страна. Меѓутоа, еве како пример можеме да ги наведеме Агенцијата за разузнавање, Комисија за заштита и спречување и заштита од дискриминација, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патриотизам. Ќе биде објавен извештајот на нашата веб страна, како и сите претходни што се објавувани. Кажете ми, зошто многу од институциите, еве министерствата да ги земеме, немаат некој контакт? Воопшто контакт адреси, телефонски броеви. Фиксните телефони не можете многу да ги користите. Абсолютно. Или воопшто не се јавуваат на мобилните телефони. Воопшто немаат финансиски извештаи многу од институциите. Тоа е со закон задолжително. Да. За жал, надлежностите на агенцијата се да го спроведува законот и тоа го правиме преку овие мониторинзи, кои што ги објавуваме на нашата веб страна и ги доставуваме до институциите да се најдат на кое ниво на транспарентност. За жал, во законот нема прекршочни одредби за делот на проактивната, непочитување на таа така наречена проактивна транспарентност.
ние како агенција се фокусираме и ќе работиме на проактивната транспарентност. Мониторингите се тоа што можеме единственото да го правиме и да им укажеме на институциите каде се наоѓаат. Морам да го забележам фактот дека субјективното влијание има голема улога во проактивната транспарентност. Па еве на пример, ако минатата година Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство било со многу ниска транспарентност, оваа година во мониторингот е на прво место. Тоа мислам дека се должи на актуелниот прв човек на Министерството. Министерството за одбрана и за финанси се секогаш меѓу првите институции кои што се во делот на проактивната транспарентност посветуваат големо внимание. Меѓутоа, сите други институции и нивната транспарентност зависи од раководните и одговорни лица. Видете, алатката за отчетност на носителите на јавни функции од 2017 до ноември 2020. Да. А сега сме 2022. Да. Имате Тоа е обяснување? проект на владата. Тоа е проект на владата, ние немаме тука. Мислам, ние сме биле дел од таа активност, меѓутоа веќе нели завршила таа активност. Но треба да постои во рамките транспарентност, на апсолутно, се согласувате. апсолутно. Ние сме дел од работната група на владата која што ќе работи на нова стратегија за периодот 23-27 година. Под покровителство на вице-премиерката, кабинетот на вице-премиерката Славица Грковска. Можете ли да и укажете на овој проблем? Апсолутно, со кабинетот и со самата вице-премиерка имаме одлична комуникација и голема поддршка во нашата работа. Да, но ова е проблем, сериозен проблем, дека нема носителите на јавни функции, немаат алатка за отчет, алатката за отчетност постои, но трошоците 2 години не им се воопшто објавени. Така. Како што реков, зависи субјективниот фактор. Тоа што јас како проблем го детектирам во транспарентноста на институциите е непостоење на така наречена институционална меморија. Тоа значи нема интерни процедури. Треба 2 процедури за да бидат институциите транспарентни. Тоа е една процедура за постапување по барање за пристап до информација од јавен карактер и една процедура за објавување на сите документи кои што согласно членот 10, тие 22 категории треба секоја институција да ги објавува проактивно. Ние бараме проекти како институција со многу мал буџет, бараме проекти за да работиме токму на подготовка на такви процедури кај секој имател на информации. Сите документи... Ние сега во моментот на обуките апелираме до службените лица и им кажуваме колку поголема транспарентност проактивна, толку помала реактивна транспарентност. Помалку барање ќе добивате, помалку административна процедура. Но тоа не ги загрижува воопшто. Со тоа си олеснуваат работата и не функционерите. Не даваат, некои од нив не даваат воопшто информации и овие документи они треба сите практично сите јавни институции да ги објавуваат. Тоа не е случај. Не е точно, да. Не е случај. Добро. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Пристапот до информациите е признаено како право, започнувајќи од УНЕСКО, како и од сите земји членки на Европската Унија. Во Франција секој може да побара информација од јавните институции, од јавната администрација, освен за информации кои што се однесуваат од личен карактер за други лица, за се разбира се она што е од државна тајна, војна тајна и така натаму. Во случај ако не се или пак фискална тајна за околу даночните прашања. Во случај ако информацијата не се добие, барателот и претежно тоа барателите се новинари или здруженија на граѓани може да се обратат до административниот, односно управниот суд, кој што потоа може да одлучува што понатаму и зошто информацијата не е дадена. Барањето на информации од јавната администрација се дотолку позначајни во овој момент, посебно околу дифузијата на лажните вести, бидејќи на прво место тоа е и право на информирање, така да во Франција, например, сите документи кои што, освен тие што се државна тајна,
од работата на парламентот се достапни за јавноста. Дискусиите во парламентот, комисиите се достапно на јавност, исто како што и во Европскиот парламент и во Советот на Европа, освен затворените комисии, значи се може да се следи преку интернет од страна на граѓаните. И се разбира после усвојувањето сите тие документи доста брзо се наоѓаат, како и записниците од парламентарните сесии. Значи сите овие документи се гарантирани. Околу финансиската отчетност, освен ако јас лично, например, побарам информации за некоја организација или здружение, бидејќи тоа се сите сметките се јавни. Јас сум лично председател на Здружение на граѓани, кој што го организира филмски фестивал. Ние сте субвенцирани со јавни пари. Било кој може да побара на крајот на годината нашиот отчет, да го прегледа, да види дали нашиот отчет е реален или не е реален, односно каде се потрошени тие пари, а тоа се однесува исто за сите други државни институции. Значи, мора да се побара отчет и да се даде отчет. Освен се разбира, може и за некои државни тајните фондови, например, тука е пристапот до тие информации е малку посложен и потежок да се добие. Сега малку во последно време стана потешко со воведувањето на деловна тајна, бидејќи имаше неколку афери кои што беа поврзани со Panama Papers, со Луксембург, со финансирање на Clearstream, ако се сеќавате повеќе случаи на што бе откриени од страна на новинари, и засилена таа деловна тајна, значи многу некој новинар или пак некој што се интересира за документи кои што се однесуваат на предпријатие може да му бидат одбиени или пак ако ги објави може да бидат следени поради тоа пред правдата, но тоа веќе се коси со законот кој што е за слобода на информирање, кој што е како е гарантирано во Француската универзална декларација за човековите права.